Сите не радува кога има паста за ручек или вечера. Барем мене ме радува. Денешната инспирација ми е од оние подпечени макарони со сирење. Кажете ми дека не ги јадеме сите. Пораснав на такви, ги пораснав децата на такви, значи класични обични макарони, сварени, ставено малку сирење, сол, јајце, печени во рерна. Она што најмногу го сакам од тие макарони се оние подпечени и изгорени макарони на врвот. Инспирацијата ја добив од тие испечени макарони кога печеме макарони во рерна. Денес ќе пржам паста. Кога го пробав овој рецепт и кога го пробав овој начин на подготовка, бев многу скептик, морам да ви кажам, заради тоа што пастата има многу глутен кога се вари, потоа не можеме целосно да ја исцедиме, водата прска на сите страни и ќе биде малце хаварично кога ќе ја направиме, но ви ветувам феноменален вкус и еден совршен рецепт. Ставив едно цело тенџере со вода, полно до горе, секоја паста се вари во многу вода, убаво засолена вода. Во тенџерето водата почна веќе да врие и ќе ставам половина пакетче гивела макарони. И ќе ги оставам да провријат, па ќе ги префрлам на другата рингла. Овие пржени макарони сакам да ги направам со кобасици. Местото кое го користиме кое се користи во кобасиците е малку подготвено. Имате пушени кобасици, имате кобасици кои се сушени, моите се свежи, меѓутоа месото бидејќи стоело во зачини, стоело е засолено, веќе е полуподготвено и брзо ќе се сготви во маслото. Ќе го исечам на кругови. Не се грижете ако ви се, значи ако целата кожичка на кобасиците се распадне, тоа ќе биде едно мноштво на парченца мевца кои брзо ќе се сготват во пржените макарони. Само исечете ги просто, рустично, дури може да ги скинете. Тука имам една домашна кобасица, сам дека е со прас мојата. Да, дефинитивно со прас. Апсолутно не дојде зимата. Кобасици со прас, пушени меса, појака храна. Зимата е тука. Мојот помошник. Не можеме да ја изоставиме. Ќе ги префрлам на другата рингла да зовријат макароните, да се сварат. Треба да се сварени ал денте, дури малку помалку од ал денте, заради тоа што дополнително ќе ги пржиме. На оган ќе ставам тава и ставете помас маслана витаминка, отпорна е на пржење, трпи високи температури. Дополнително е ароматско, во оваа паста нема да користиме никаков сос, само можеби малку водичката од макароните каде што ги варевме и ставете ги парчињата да се пропржат. Како мали ќофтанца. Внимавајте со мешањето, бидејќи доколку грубо мешате, тие може да се распаднат, ќе ги пропржиме и ќе ги трнеме на страна.
мали пакетчиња од месо. Погледнете како интересно се собра кожичката од кобасицата. Овие се веројатно правени со право црево. Немаат пластична навлака. Изгледаат како машински. Тогаш се изненадувам. Дури и јас. Дури да го имам милион пати направено рецептот, секогаш знам да се изненадам, да се израдувам ако откријам нови начини, случајно или намерно. Кобасиците ни се готови. Ќе ги извадиме на страна. Маслото ќе го задржиме, во него ќе пропржиме малку зачини, а потоа ќе ги пржиме макароните. Имам 3 чешња лук. Насецкајте го грубо. Треба да имате во овој богат со вкусови рецепт баш парчиња лук да ги загризете. И ги пропржиме на тивок оган, внимавајте да не изгорат. Ке ставиме една лажичка сув босилек во маслото да ги пушти сите вкусови и орегано, исто една лажичка. Лукот ви спушти мирисот. Мирисот на лук ме радува како мирис на ванила, верували или не. Обожавам. Ќе го попржиме. И мислам дека ни се готови тестенините. Ќе ги седиме тестенините. Убаво, бидејќи ќе почнат да прскаат по загреаното масло. Го загреваме, нели, малку повеќе маслото и почнуваме со додавање на макароните. Земав цедалка лажица за уште повеќе да ги исцедам доколку имаат задржана вода. И почнувате да ги пржите. За оваа количина веројатно треба на 2 пати да ги испржите макароните, бидејќи треба да бидат по целото дно. А готови се кога ќе почнат да добиваат запржени крајчиња.
Јас мислам дека италијаните имаат повеќе рецепти за паста отколку било кој народ. Секогаш дава бескрајни можности, бидејќи една добра основа за креативност и за користење за најразлични мириси и вкусови. И ги префрлам. Ете едниот. Гледате, малку веќе почна да ги кречињата да подгоруваат. Не очекувајте дека ќе бидат цврсти баш онака како испржена паста. Некоја од следните инспирацијата за овој рецепт ја добив од макароните, меѓутоа пржената паста ја правам најчесто со јуфки. Јуфките секогаш ги варам, баба ми секоја година ни прави феноменални тегнати јуфки. Веројатно ќе ви ги покажам во некоја од емисиите, имаме нови, тазе стигнаа годинава. Ги пржам во малку масло, ги ставам кршени јуфките и ставам една лажица гриз. Со така запечени јуфки, пропржени, баш стануваат кафеаво па како подгурени. Ги попарувам веќе сварените јуфки. Мислам дека нема подобар рецепт. По околу 5-6 минути на секоја доза на ал денте сварените макарони или додека не подгорат малку. За да го ублажам вкусот на силните кобасици и макарони, ќе искористам малку пармезан, едно кесичка мегле, ренден пармезан. Ќе искористам од водата во која ги варев макароните, еве колку имам, многу малку. Ставете една лажица, мислам дека 2 може би, или и пол, ева, доволно е, таман да се прелие. Убаво промешајте, да добиете вид на сосче. Со кое ќе ги прелиеме макароните. И оваа доза е готова. Доколку не ставите доволна количина на масло, може да ви се залепат. Може би ви делуваат мрски, но искористивме маслиново масло и масло на сотијата која ја испустија кобасиците, што значи се дел од рецептот. Ако користите помалку масло, се плашам дека ќе ви се залепат макароните, а треба баш вака да бидат подгоренки и целосно облеани со маслото. И додека се уште се топли макароните, додадете го пармезанот. Грубо промешајте да се налепи. И сервирајте.
додадете ги парчињата пржен колбас. Ова е за една порција, може би. Другите измешајте ги во остатокот. И бидејќи ми фали боја, не е дел од рецептот, само ми фали боја, ми фали свежа компонента, ќе насечкам малку Макдонас. И тоа беше првиот рецепт за денес. Другиот рецепт кој сметам дека одговара со ова убава паста е салата од рукола. Пакет МК. Има прекрасна пилјара. Доколку нешто ви се допаѓа од она што го подготвуваме за вас во емисиите, може да си направите онлайн нарачка. Имаат совршен систем за достава. Јас имам беби рукола денеска порачав и ќе ми биде основа за мојата салата. Оваа салата е буквално туристави, тоа што имате по дома. Јас избрав неколку намирници заради тоа што сметам дека една паста која е силно ароматизирана со лукот, силно ароматизирана од кобасиците, потребно е малку домат, малку благо во позадина, за кога ќе загризате, да имате една сензација во устата. Беби рукола измиена. Имам домати кои ми се покиснати во масло. Имам тука 5-6. Ќе ги исцедам, а маслото ќе го искористам за да направам прелив. Убави сушени домати. Имам 2 лажици сушена брусница. Имам босилек, свеж. Ќе го искинам само низ салатата. Супер ќе се врзе со доматите и со останатите состојки. Имам убав овчи кашкавал. Ќе го исечам на парчиња. Тоа ќе биде протеинот. Доволно е, си мислам. На коцки. Ќе додадам свежа калинка. Калинката најдобро се сече, без да мора да реновирате потоа. Значи ќе ја исечете на половина и со дрвена лажица ќе ја испразните. Сам дека е доволно. Еве како изгледа. Совршено. И ќе го направам преливот за оваа салата. Имам една тегличка, по неја ќе ставам 1 до 2 лажици јогурт, обичен јогурт. Ќе исцедам малку сок од калинка. Ќе ставам сок од половина лимон. И маслото во кое стојаат доматите, маслиново ладно цедено. Сол. Половина лажичка. И црн бибер.
отварам. И убаво ќе ги соединам сите состеки. Со сосот прелете оваа божествена салата. И тоа беше се за денес. Ви подготвив малку нестандардна паста, пржани макарони со колбаси. За сосот искористив само пармезан и малку вода. На крај ви понудив една салата која има многу свежи состојки за да ги неутрализираат сите јаки вкусови од пастата. Вие пишете ни на нашите профили, дајте ни некои совети и идеи за рецепти кои сакате да ги видите во нашата емисија. Со радост ќе ги погледнеме сите, а ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.